повторно сме назад во студиото на Алфа телевизија. Убаво се сместивме овдека со моите гости. Како што ви кажавме со Бела, последниот часот од ова денешно наше дружење ќе изобилува со многу музика. Еве овде до мене се веќе може да ги видите еве сите заедно во кадар. Се три прекрасни дами, две млади дами и нивната наставничка. Прво да си ги представам и после ќе кажеме се од каде доаѓаат и што ќе ни свират ова утро во живо само за вас, почитувани гледачи. Нивната наставничка Маја Грујовска, наставник по музика во училиштето за музика Моја музика, а до мене на бас гитара Ангела Давидковска и веднаш од десна страна на Маја на гитара е Нина Јанева. Ангела, Маја и Нина, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Имаме 20 на минути, ама имаме и многу музика. Имаме тука да свират посебно и Нина и Ангела и нешто малку ќе видиме снимено, затоа веднаш да почнеме за почеток со наставничката Маја, ако може. Од кога постои вашето училиште Моја музика? Кои се инструменти се изучуваат? Кога се уписите, за која возраст е наменето вака неколку прашања во едно, бидејќи сепак да слушаме музика. Да, на добро утро на сите гледачи. Ви благодариме на поканата. Моја музика постои веќе 8 години. Моментално имаме уписи. Секој што е заинтересиран и што има талент за музика и желба, може да се пријави. Немаме ограничување за возраст. Сите предмети што се изучуваат се инструменти, воглавно пијано, гитара, имаме класична гитара, имаме акустична гитара, бас гитара, укулеле, виолина имаме и предметите теорија на музика и солфеж. Споменавте пијано, гитара, бас гитара, укулеле. Ајде малку карактеристики за овие инструменти, да ги објасниме на гледачите за какви инструменти станува збор. Еве бас гитара и гитара веќе ги имаме. Тоа се сите жичани инструменти. Еве укулелето е како мала гитара, тоа е хавајска гитара и е одличен инструмент за мали деца кои што се почетници, на кои што да речеме гитарата би бил голем инструмент, а сакаат да почнат да свират и е супер за почеток за ептен мали деца, збориме за возраст 5-6 години па нагоре. Акустична гитара е гитара која што сите ја познаваме, на неја се свират претежно песни, а освен акустична имаме часови за класична гитара. Тоа е малку различно од акустичната. Слично изгледаат, само што има пластични жици и претежно се свири класична музика на класична гитара. Бас гитара е електрична гитара која што е со 4 жици и свири подлабоки тонови. И имаме пијано, пијаното сите го знаеме. И виолина, еве веќе одат и фотографиите, можат гледачите да видат. Значи тоа се тие инструменти кои што може да се изучуваат во Моја музика. Кажавте дека возраста не е важна, значи деца од 5 години па можат и возрастни љубители на музиката кои што сакаат да изучуваат некои од овие инструменти. Колку време е потребно за да се научи да се свири на еден инструмент? Еве конкретно ајде да се зборуваме за бас гитара и гитара, бидејќи ги имаме Ангела и Нина, па може они да ни кажат. Еве Ангела, од тебе да почнеме. Свириш бас гитара. Колку време, да кажеме, колку време си во училиштето Моја музика и колку време свириш на овој инструмент? Јас во училиштето Моја музика сум околу 7 години. Ми требаше околу 2-2,5 години да научам да свирам на бас гитара. Покрај бас гитара, дознав дека свириш и нешто друго? Да, тоа е мојата прва љубов, пијаното. Ама и убаво пееш, така? Имаат можност гледачите да слушнат малку подоцна. Да ја прашаме и Нина. Нина, свириш гитара, така? Ова е акустична, така? Да. Колку време? Па ова сега ми е втората година. Втора година. Интересно ли ви е во училиштето Моја музика? Колку пати неделно ги посетувате, одите на часови? И колку дневно вежбате? По дома? Училиштето Моја музика е многу интересно и секогаш сакам да одам на часови, дека ми е многу убаво. Како беше второто прашање? Колку вежбаш дневно дома? Тоа не можам точно да кажам, затоа што зависи од колку активности имам тој ден, ама најчесто свирам по 1 или 2 часа. Ама секој ден си вежбаш, така?
убаво таман, убаво ви е по дома со толку многу музика. Јана? Кај тебе каква е ситуацијата? Дали свириш само акустична гитара или Јас свирам и пијано и пијано исто? и вежбам дома најчесто по 1 час. Секој кога ден, така? имам, да, кога имам време, може и малце повеќе. Многу сакам да одам на часови, бидејќи наставничките се добри, научат. Па одлично. Ајде сега да не ги држиме гледачите во неизвестност, а јас сакам да слушнам како звучите. Ќе почнеме со Ангела, ќе ни отсвири нешто на бас гитара и ќе ни отпее. Така, вие малку и вежбавте, гласот го вежбавте нели пред да седнете овде во студиото. Значи распејани сте, така? Ако се изразив добро наставничка, така? Ајде, повели. Браво, браво. Ангела, дали можеби сакаш да свириш во некој бенд или дали веќе свириш во некој бенд, бидејќи бас гитарата, ќе ме поправите наставничка ако грешам, нели секогаш не се слуша вака, нели? Претежно Сепак е дел од бенд, така? Да. Јас многу би сакала да бидам дел од бенд, тоа е едно од моите најголеми соништа, затоа што многу ја сакам музиката и многу би сакала да настапувала со други, и други да може да слушат нашата музика. Кој оделение си, Ангела? Јас сум 7 оделение. 7, значи си имаш уште. Претпоставувам во музичко понатаму можеби ќе го проложиш твоето образование во средно и понатаму еве ќе настапуваш, ќе бидеш дел од некој бенд. Маја, сакам да прашам, работите со деца, дали работите во групи и исто така имавте и концерт, нели, организирате и концерти. Да. Имавте во месец јуни. Како си поминавте, какви беа вашите впечатоци? Вака, значи, прво еве работиме во групи и индивидуално. Претежно часовите се индивидуални, бидејќи нели инструмент најдобро се изучува кога секој ученик сам има час и затоа што секој различно напредува и различно е талентиран и различен прогрес има. Ама имаме и групи во кои што се изучува нели повеќе солфеж и теорија на музика, а вклучено има и свирење. На крајот на секоја полугодие имаме завршен настап како концерт и тука нели децата имаат можност да настапат, да ја почувствуваат нели тремата која што ја има пред секој
концерт и да ја совладаат, за да можат понатаму да настапуваат нели и на поголеми сцени и на посериозни настани. Супер си поминавме на концертот. Концертот беше во Кафе Филхармонија, така? Да, во Кафе Тоа беа Филхармонија. сите ученици од моја музика? Сите ученици, сите учествуваат и репертоарот е разновиден, значи имаме од класична музика до популарна музика, рок музика, секој нели тоа што сака да го изучува и тоа што го навежбал во текот на тоа полугодие. Јас сега ќе ја замолам режијата да слушнеме, имаме и едно кусо видео, тоа е 30 секунди трае, ама Маја ќе ни каже тоа ќе биде пијано, така? Гала Лазарова, да. Ќе свири кратко дело од Шопен. Од Шопен, ете така. Уживајте и веднаш потоа се враќаме во студиото. Тоа беше убав дел од пијано, рековме од Шопен, така исто така од училиштето Моја музика. Сега ќе слушнеме уште малку музика. Јана, ќе ни кажеш сега, ова е важно да се напомене. Нина, извини. Нина, важно е да се напомене дека е твоја музиката, така песната е твоја, ти ја напиша и музика и текст? Да. Така? Да. Како се вика песната? Песната се вика Equality. Добро, повели. Can somebody hear me while am I sitting here alone? Can somebody see me? How could I know? Whoa, I'm only a human like everybody else who knows what to do, what follows next. So come on, don't play riddles with me. Whoa. Come on, let me see what I need. Oh, come on, let me see what I need to be. Because you know that I wasn't meant for this. Is somebody here that can notice me? Is there equality somewhere in this world? If there's not, we can make it exist. You know that you can't resist. So come on, don't play riddles with me. Whoa. Come on, let me see what I need. Whoa. Come on, let me see what I need to be. Because you know that I wasn't meant for this. So come on, don't play riddles with me. Whoa. Come on, let me see what I need. Whoa. Come on, let me see what I need to be. Because you know that I wasn't meant for this. Браво, Нина.
сега морам да те прашам вака, значи оваа песна и музика и текст е твој, така? Да. Колку години имаш и кој оделение си? Јас имам 11 години и сум 11. 600 оделение. Браво, браво. Па наставнички, ова е навистина успех на 11 години, убава мелодија, јас прв пат ја слушам, ама морам да кажам дека се така баш се наежив, ама бидејќи беше на англиски, ајде малку да кажеме за што станува збор за оние луѓе кои што не може кои што не разбираат. Што се пееше во песната? Во песната се пееше за еднаквост. Не е светот дека сите треба да имаат исти права и еднакво да се однесуваме со нив. Многу убава и мокна порака. Јас те пратев додека пееш, затоа сакав да ја кажеш пораката на песната. Имаш ли желба, Јана, да нешто, еве исто како Ангела, да настапуваш во бенд или дали понатаму, кога ќе го завршиш твоето основно образование, планираш да одиш понатаму по музичките води? Јас веќе сум во бенд. Имаме од моето Во детски оделение. бенд, така? Да. Браво. Имаме организирано бенд со оваа песна. Ми понатаму веројатно да би сакала да продолжам со музика, но уште е рано. Јас мислам за тоа. Добро, има време, 600 оделение, имаш уште 4 години да завршиш основно образование, па понатаму ќе ти се каже само тоа, ќе ти каже времето, нели, каде и како. Маја, да споменеме дел од тимот кој што работи со овие прекрасни деца, талентирани деца и потребно ли е да има талент, да се има талент, да, меѓутоа претпоставувам како велат 5% или 10% талент, 90% е вежбање, така? Да. Значи, во моја музика сме јас и уште две наставнички, Александра Кировска, која што предава гитара, и Нина Милановик, која што предава виолина и укулеле. Значи, талентот е пресуден, нели? Треба да се има талент и желба, а понатаму се зависи, нели, од колку ќе се вежба и колку ќе се работи. Така да, за да се занимаваме со музика, мора да имаме музички талент, да сме музички надарени. Друго се е вежбање, така? Да. И желбата исто многу битна, бидејќи има многу деца што се музикални, но немаат желба за музика, а има и некои што се многу музикални или не толку музикални, што имаат преголема желба за музика, но и тие успеваат да постигнат некој успех, бидејќи се многу ангажирани. Секој што е многу ангажиран, значи може да постигне успех во музиката. Да ве прашам пред крај на разговорот, од каде кај вас љубовта кон музиката? Маја, еве, со тебе прво, како наставничка. Колку време се занимаваш со музика? Млада наставничка си? Па јас почнав еве кога бев кокунив, 11-12 години, почнав да свирам во бенд. Љубовта кон музиката ми дојде од мојот татко, кој што е музичар, и уште како дете имав можност да се запознавам со повеќе инструменти, да одберам нели на кој инструмент сакам да свирам, и понатаму веќе знаев дека сакам да се занимавам со музика и учев средно музичко, завршив факултет на музичка академија, еве денес предавам и многу сакам да стапувам исто и мислам воопшто не ми е жал што ја одбрав музиката како моја професија. Ти благодарам што одвои денеска време да бидеш заедно со нас, бидејќи дојде од настап, нели? Вчера ми кажа имам настап надвор од Скопје, меѓутоа сепак ќе стасам на време. Нина, потекнуваш и ти од музичко семејство, така? Да, мајка ми има свирано на инструмент. Ама исто така и љубовта кон музиката ми е со тоа што прво почнав пијано, бидејќи дома имавме мало пијано, а подоцна посакав и на вистински инструмент, па моите родители го одбра училиштето моја музика и после посакав и на гитара да свирам. Ама си и од музичко семејство, нели? Ке кажем, Да, ве слушнав додека зборувавте со Маја, така? Да, имаат корени од Никола Бадев. Ете така. Тоа сакав да го кажеш, тоа сакав да го извлечем од тебе, затоа што ве слушнав додека се подготвувавме дека наставничката те прашуваш. Ангела, кај тебе? И ти си сигурно од музичко семејство, бидејќи си талентирана, така? Јас не сум баш од музичко семејство. Мајка ми, татко ми и моите браќа од секогаш ја сакале музиката и јас
од секогаш сум си ја сакала исто така. Прва љубов ми е пианото, а инспирација за бас гитарата ми беше наставничката Маја, затоа што таа е многу добар басиста и сакам да бидам кул како неа. Супер, баш супер. Во некоја наредна прилика, Маја, ќе сакам да ни бидеш повторно гостинка, да имаме можност еве тебе да те слушнеме како тоа ти звучиш на бас гитара. Сега дадовме предност на вашите ученици од Моја музика. Ајде една порака, млади дами, за крај, до сите оние кои што не гледаат и помлади, па и повозрастни. Музиката е љубов. Тоа ќе го кажам, затоа што во секоја песна има порака. И треба да се сака музиката ако се следи. Така е. Убава порака има во секоја песна. Имаше и многу убава порака на твојата песна автобиографска, Нина. Да. Ти имаш нешто да им порачаш на гледачите за крај? За музиката да се сака треба да имате љубов и да не правите нешто што не сакате само заради некој што ве тера, туку да го правите она што сакате. Така е. Маја? Јас би дала една порака секој да слуша поготово квалитетна музика, бидејќи денес сме доста обкружени и со доста неквалитетна музика за жал. И би кажала дека без музика е празен животот. Музиката ни го разубавува секојдневието. Можеме буквално во секое расположение да си пуштаме музика која што ни одговара И да не релаксира. Да. Така да ни го направи денот поубав. Да ни го разубави. Ви благодарам што ни бевте утрово наши гости. Кажавте сите дека музиката е љубов,